Одговорноста за состојбата во која се наоѓаат одводните канали е и кај граѓаните и кај фирмите кои гравитираат околу нив. Дециден е првиот човек на водостопанство Струмичко поле Лазо Ѓоргиев. Според него во голема мерка се узурпирани каналите и реките кои гравитираат околу Струмица. Еден од примерите и Водочка река, посочи тој на пресконференцијата пред неколку дена. Само како информација, Водочка река Водоча што се протега од населеното место Водоча па се до излезот на село Дабеле се влева во река Тркајне, во река Струмица. Ширината лево и десно е 14,5 метра под течението на река Водоча. А сите граѓани, правни, физички лица треба сами да бидат самокритични, да видат колку самите луѓе се го узурпирали овој простор. И тоа ни представува голема тешкотија околу чистењето на каналите. Сега имавме еден захват, дојдовме до едно место, се живо и диво се фрля во реките. И апелирам до Инспекторатот на животна средина да излезе на лице место и луѓето што вршат такви девијантни појави да си правилно како што се лекче према законот. Имаме и сепарации на на оваа река, и истите и они не се придржаваат према закон, и они вршат нарушување на природниот тек на водот. Се знае како законот како припишал, а тоа никој не го почитува. Не подобра и состојбата со другите канали, додава Ѓоргиев. Според него надлежните треба да излезат на терен и да ги санкционираат овие појави. Отвора прашање за јавниот правобранител во однос на експроприацијата. Плюс во река на Светилијски парој, исто и таму има истите појави се дешават. Со самото се протега од кај реката Софилар и самиот градоначалник знаат какви проблеми има тама, па се да иде до Рекеџијски мост, овде има и објект направен врз дадената река. И тоа треба си стои така со години, како ќе биде не се знае. И како таму може да се влезе машина да изчисти? Дали постоја, не знам, таква машина од воздух некој да изчисти? Не постои. Значи мора да се има пристапен пат. Значи ушен пат викам 14,5 метра лево-десно. 62 година е вршена експроприација, а денеска има узурпација. Тоа е предмет на размислување на јавниот правобранител да се врати положбата како што е. Пошто на сите тие луѓе, наследниците што се биле законски, на сите во тоа време се исплатени пари. Вчера Струмица по трет пат беше погодена од интензивен дожд кој поплави дел од улиците во пониските делови од градот. Сите екипи се на терен, комуналец, територијалната противпожарна единица, општинската администрација. За се што можам јас лично и сите општински претпријатија да излеземе во престрет, стојам на располагање. Временската прогноза за наредните денови е повторно дожд. Сите екипи сме спремни да одговориме, напиша вчера на својот Facebook профил градоначалникот Костадин Костадинов.